Здраво Македонијо, краток преглед на вестите од дома и надвор. Дома сме добри, надворе се потопло. Благодарам на вниманието за овој краток преглед на вестите. А сега малку да поиграме. Најди го кртот или пронаđи улеза, што би рекле во околината. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ дојде во Македонија на посета и пристигна во Скопје, во Битола. Битола нема аеродром, ама затоа има авиони и преубај луѓе. Охрид немат што немат, ама имаше и висока делегација од Хрватска. Значи да сумираме, Пленковиќ дојде во Охрид, кај домакинот, премиерот Мицкоски, подпишаа договор за стратешко партнерство, чисто за инает на тезите за српски свет во Македонија. Освен ако според СДС не е Пленковиќ голем србин, се е можно, кој знае. И после тоа го кажа својот став во однос на нашето патешествие кон Европската унија, каде Хрватска одамна е. Целосна и недвосмислена поддршка за македонските евроинтеграции понуди хрватскиот премиер Пленковиќ од Охрид, кој смета дека нашиот пат кон ЕУ е исполнет со непринципилни и неправедни блокади. Što se tiče našega stava, mi smatramo da je takvo kondicioniranje koje je suočena Severna Makedonija praktički zadnjih 25 godina duboko nepravedno. Mislimo da nema nikakvog opravdanja. Ама како така, господине Пленковиќ? Па каде сте вие да повикате 3 пати на ден за бугари во устав ко Вилипче? Референдум нешто, АУ, ЕУ? Не, а? Молам, имал разбирање за нашите барања. Како тоа ви се молам? Вие имате малку побалансиран став, но да речеме изјавите што доаѓаат од Брисел велат има договор од 2022 година, сега е на владата во Скопје да испорача согласно тој договор. Од друга страна, владата на господинот Мицкоски инсистира на гаранции, некаков тип на гаранции што би дошле од Советот на Европската унија или од Европскиот совет, дека ако се направат уставните измени, ако се внесат бугарите, тоа ќе биде последната одстапка од идентитетско-историски карактер и дека нови вета во текот на пристапниот процес нема да има. Можно ли е да се добијат такви гаранции? Pa ja mislim da je to razuman stav makedonske vlade i premijera Mickoskog. Znate, kad se čovjek jednom opeče, onda puše i na hladno. Jer i ranije je bilo situacija da se mislilo da je sve riješeno kad se ispune određeni kriteriji, pa su se najedanput stvarali novi izazovi i novi preduvjeti za otvaranje pregovora, tako da ja razumijem da aktualna vlada na neki način je dobila u nasljedstvo dogovor iz 2022. kada je Francuska predsjedala Vijećem Europske unije, koje je jedno rješenje gdje je Francuska nastojala biti konstruktivna, međutim zahtjevno je to rješenje objektivno za sve političke aktere u Sjevernoj Makedoniji i ne čudi me ovakav stav, mislim da je on ispravan i artikuliran, da onda ako se dogovori nešto, da onda za godinu dana ne bude nekih novih prepreka pa da ponovno se treba vraćati u velike zakonske izmjene ili pak izmjene Ustava, što je izrazito politički osjetljivo i u konačnici nepopularno. Разумен став на нашата влада го препознава наследениот проблемот како до сега коалицијата подпишам во духот на непринципиелните барања кон Македонија, абе море ВМРО-вчиште да не си ти Пленковиќу. Еј, миле ми текна, ово е од ХДЗ, сестринска партија на ВМРО. Лесно е така, не се важи. Да беше од Хрватската сестринска партија на СДСМ некој, тогаш да видиме дали немаше да има клавајте бугари во уставон. Што? Го имаме и него. Ајде, пуштај режија, давај. Почитувани представници на медиумите, благодарам на сите за присуството. Денес наш гостин е председателот на СДП Хрватска, господинот Синиша Хајдаш-Дончич со неговата делегација. Jer osobno mislim da ono što su vam i što vam još uvijek čine i Grci i Bugari je zapravo jedna europska sramota na vašem europskom putu. Dakle, te stvari trebaju ostati bilateralne, da ih rješava Makedonija sa Grčkom i Makedonija sa Bugarskom, a ne da postoje veta, ne da postoje nekakve zabrane za makedonski put u Europi. Ау, господине Синиша, социјалдемократа из Хрватске, изгорео си ме по срце сега. Како бе вака Грција и Бугарија ни правеле неправди, што измислуваш? И тоа пред Филипче, не ти е срам. Па нели знаеш дека ние сме криви и самите си измислуваме непријатели? Кој е ризикот од уставните измени?
Зошто крира вештачки непријатели? Грците, бугарите и така натаму. Ама тоа е начинот на кој што човекот владее. Со својата пропаганда, своите лажни вести, по принципот на Гебелс, обвини ги противниците за тоа што ти самиот го правиш. Така бе, Венко Руменко, ми дојде малку душава на место. Арно му го плесна на овој Хрватов. Тој ќе ни кажува грците, бугарите биле непријателски настроени и не тормозеле. Не, ние самите измислуваме непријатели. Не знаат Хрвативе ништо, ама може србите знаат. Ајде да провериме. Поранешната премиерка на Србија, денес председателка на Собранието, Ана Брнабиќ на Глобсек самитот во Прага пред некој ден беше испровоцирана да искоментира на тема Македонија и одговори на начин кој што, да скратам, не би донел документарец за неа да се сними денес. Another factor that I would bring into the conversation is what we're doing now, working with both Bulgaria and North Macedonia. Italy is significantly involved in that, Albania as well, in terms of Corridor 8, which is a military mobility. History on your shoulders. But I really have to say that, what's happening with North Macedonia is just simply not fair. I mean, it's so unfair that it's beyond what can be even explained to anyone in the world. I mean, the country has changed its name, and in return, they did not even got a date to start negotiations. It's not like, I mean, what does it even mean, the date to start negotiations? We started negotiations in 2014. And then we still, we are arguing with our EU counterparts on opening of one cluster, for which we have actually fulfilled all of the technical conditions in 2021. And we have 5 consecutive progress reports by the European Commission, progress reports on Serbia, in which European Commission says Serbia has fulfilled everything to open this cluster, infamous cluster 3 on economy and competitiveness. We urge the EU member states to open this cluster to Serbia. Still, now we're going to have 5 years since basically EU member states are, or some of the EU member states are ignoring this recommendation from the European Commission. But that says, I mean, opening negotiations does not mean anything, but it means the world to people in North Macedonia. So how can you just not make a decision to give them the date, start negotiations, and then who knows? I mean, they might negotiate for another 1,000 years. We never know. No one knows. So I just think it's very, truly unfair, and it is undermining the credibility of the European Union to such a great extent that these people probably are afraid to change the constitution, because once they change the name. When they change the constitution, someone else might come by and say, hey, listen, I just remember, 372 years ago, we had this issue, and you have to understand that, you have to say what we want you to say. Unless you do that, well, we're again not going to open your negotiations. So, I mean, I'm obviously, as is very clear to everyone, frustrated about our EU path. But compared to North Macedonia, I'm like, I do feel with these people there. Thank you very much. We have 2 quick questions here. Леле, Ано, моја рано. И ти ми го изгоре срцево сега. Како бе вака? Па како смееш да кажуваш дека било нефер кон нас она што ни се случува? Не ли ти е срам? Глеј си бе таму проблемите во Србија. Не туку кажувај дека е нефер ова што ни го прават комшииве. Не туку ни измислувај непријатели во Маровке една. Дајте бе некој разумен човек. Дајте некој да го поддржи Венкота. Одрежија ми јавуваат дека имаме слушател на линија. Повелете, кој бара збор? I do feel with these people there. Thank you very much. We have 2 quick questions here. Let's roll them together. One sir here, one lady there, and let's go for it. Very, very brief, guys. So. Okay, sorry, this is not a question, it's a comment. When you discuss North Macedonia and Bulgaria, Bulgaria should be in the discussion. So it's not fair for Serbia to comment our relationships with North Macedonia. Second. Така бе, конечно некој разумен
човек, културен, убав, видиш, убава фризура. Не фер е, вели Србија, да ги коментирала бугарските односи кон Македонија. Не е нефер тоа што не малтретираат тие, туку било нефер некој да го изложи тоа на јавна сцена. Тоа не смее да се каже, дами и господа, не смее да се коментира, не смее да се знае. Треба да си кјутиме и да си тераат тие со планот. From 2022, the history is out of the picture. I am the former Prime Minister of Bulgaria, who was part of this process. So in 2022, we put history entirely out of the picture. There is only one requirement. Шубо зборби човеков, музика за моите уши. Историјата е тргната од преговорите со ЕУ, нема ризик за македонскиот идентитет. Никој не ја негира Македонија, како што впрочем добро ни кажа великиот Венко Руменко. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Па како? Во право е човекот. Инаку, пред да се доискаже Николај Денков, поранешниот премиер на Бугарија, може ли да ви кажам како тие во 2022 година ја оставија историјата во минатото? Може да патуваме малку низ времето за таа цел. Одиме во годината 2023 и ќе го видите Николај Денков, кој денес раскажува дека од 2022 бугарите не се занимавале со историјата по однос на Македонија. 2 август е символ. На тази дата преди 120 години българите в Македония и Одринска Тракия доказват, че идеята за демократска република, в която българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение, не е увиснала на бесилото заедно с Левски. Илинденско-Преображенското въстание е събитие с особено висока историческа стойност за съвременната българска нация. Не е случайно, че тъкмо българите са движещата сила в най-масовото въстание срещу Османската империя по тези земи. В географските области Македония и Източна Тракия по това време те са най-многочислената и политически най-активната част от иначе разнородното и население. Прекрасно, прекрасно! Уху! Бугарите биле движечката сила на Илинденското восстание. Среде Софија, како премиер на Бугарија, демонстрира како изгледа кога тие одлучуваат да не зборуваат за историјата. Која патем Зоран Заев прифати да ни ја менува по нивни рецепт со условот смрт или слобода, вето или бугаризација. Современи илинденци. Не и се. Денков на Ана Брнабиќ и одбруси цврсто да не се меша многу таа и појасни дека немало муабет за историја, туку само едно барање имале нашиве прекрасни соседи. Да го чуеме пред да снимиме документарец и за нив. So in 2022, we put history entirely out of the picture. There is only one requirement, to change the constitution and to admit that there are Bulgarians there in North Macedonia. Point taken. Thank you. Thanks. We have the point now. So next time, when we discuss this topic, please don't put Serbia to advocate for this discussion. So now we have Bulgaria and to change the constitution and to admit that there are Bulgarians there in North Macedonia. Ете, само едно барање имаат. Да признаеме дека има бугари во Македонија и само да го смениме уставот. Ништо друго. Ништо повеќе од тоа. Само уставот. Признаваме бугари и чао. Еу, доаѓаме! И убаво и одбрусино на Србинкана. Нека не се меша многу, нека ве остави сами да кажувате дека има, потрет пат да повторам, само едно барање, промена на уставот и признавање дека имало бугари во Македонија. Божем, ние не признаваме дека има. 3504 точно на број според последниот попис. За разлика од признавањето, например, на Бугарија, на македонци во Пирини пошироко, ама доста за тоа. Назад на изјавата на Денков. Така е, Денков, што би рекол Филипче. А јас би додал, така е, ама и не е така, туку и вака. Пишувањето на бугарите во уставот на Македонија е првото, но не единственото барање до Македонија на незиниот пат до полноправно членство во Европската унија. Ова го изјави бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев, зборувајќи за пристапниот пат на земјава. Многу е важно тук да се знае, че промяната на Конституцијата и вписването на българите като държавотворен народ не е единственото условие.
Според Георгиев, освен за уставните измени, европски консензус има и за спроведувањето на договор за добрососедство со Бугарија и протоколите кои произлегуваат од него, како и за акцијскиот план за заштита на правата на припадниците на малцинствата. Всичко това трябва надлежно да бъде факт, защото в противен случай няма да има изпълнение на европейския консенсус, няма да има изпълнение на заключенията от съвета. А докато това не е факт, няма да може пък да се пристъпи към отварянето на първи клъстър, който касае човешките права. И како бе вака сега? Па не ли само уставот? Само уставот отвараме, бугарите внатре, затвараме и готово. Каков договор за добрососедство во кој има заедничка историја и протоколите преку кој е предвидена таа идентитетска касапана? Ова изјава инаку на претходниот МНР на Бугарија, Георг Георгиев, со убава фризура, прическа, е од април 2025 година. Ама тоа ја возбуди тукашната јавност, па Филипче патриотистчето реагираше и на почетокот на јуни истата година порача: Бугарија треба да каже дека нема да има барање на непринципиелна основа. Така е. И како договорени, замислете, 9 дена подоцна. Каква среќа, Румен Радев, тогаш президента, а денес премиера на Българија, рече: Бугарија никогаш не поставила и нема да постави дополнителни услови. Ете колку е убаво, кога ќе имаат размена на енергии на ставови, која е како по сценарио. Само кога бугарите велат нема друг услов, само уставот и признавање на бугарите во него, па ќе дополнат малку. Добро, и тоа протоколите и договорот за заедничка историја, ама ништо дополнително. Добро е да се знаат деталите, бидејќи во деталите се крие Венко, се шегувам, ѓаволот. Океј, може и да не се шегувам. Румен, кажи му на Венко Руменко, што значи кога нема дополнителни услови според тебе? И днеска, когато ни призовават да не поставяме повече нови условия към европейската интеграция на Република Северна Македония, когато ни зоват да престанем да гледаме в миналото, да гледаме само напред и да говорим само за бъдещето, трябва спокойно и ясно да заявим, че ние не поставяме никакви нови условия. Ние искаме единствено да се изпълнят поети вече ангажименти, които са залегнали в преговорната рамка, която много ясно описва какво да се прави. Че ние не можем да градим добросъседство и устойчиво европейско бъдеще с език на омразата, с фалшификации и обиди към българите в учебниците. Много ясно да се дава сметка, че позициите трябва да се градят на базата на обективните исторически факти, заради факта, че ние сме обединени от обща история, култура и традиции. Вече 13 века. И много важно, към преговорната рамка има неразделна част. И това е протокола, подписан между двете държави. И там няма прогрес. Там са учебниците, там е езика на омразата, там са медиите, там е отварянето на архивите и извинението за етническите репресии към българите през годините. Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Фалсификати и навреди во учебниците, добро, обединети во заеднички традиции, 13 века, окей, Медиумите да се коригираат, како Венко што ќе ја коригира Алфа ТВ, например, нормално се разбира. Извинување за репресиите кон бугарите. Мајко му стара уште малце документарец ке побара да снимиме за нив. Не се. 1300 години бугарска историја и Гоце Делчев българин. Делчев българина. Само тоа се подразбира дека кога велио на кротко јагне нема историја на маса, само човековите права на бугарите и мало отварање на уставот. Од 2022 година било така. Еве поточно што се случи во таа
малку пред таа 2200 година, кога се коваше таа стратегија. И да, повторно е она досадно, многу поучно видео наред, бидејќи имаше причина зашто ви го пуштам 267 пати до сега. Представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот претседател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Кратко и јасно. Суштината на спорот е идентитетот. Европа немаше разбирање за тоа, па го препакувавме во така наречени човекови права. Или што би рекол Денков, јагнето кротко рудо. So in 2022, we put history entirely out of the picture. There is only one requirement: to change the constitution and to admit that there are Bulgarians there in North Macedonia. Най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. Видиш, само тоа треба и ништо повеќе. Нема никакви други услови, само тоа. Не е точно дека не негираат. Измислуваат непријатели ВМРО-вчиштава, македончишча. И хрватишчава измислуваат непријатели за нас. И србишчава измислуваат. Сите си тие ВМРО, само не признаваат. Единствено, Венко Руменко и Румен и Денко ја говорат вистината. Нема други услови. Не измислувајте. Францускиот предлог е европски предлог и нема ништо скриено во него. Она што некако во Македонија се представуваше и доживуваше како барање со чие исполнување ќе се тргне бугарското вето, односно вметнувањето на бугарите во преамбулата на македонскиот устав, Радев веднаш го демантираше и наброја повеќе други услови со кои, најблаго кажано, радикалниот бугарски национализам, поддржан од француските предлози, го цементира, а не отстранува ветото. Ах, протестирам! Каква е ова антиевропска реторика? И од Телма! А Венко мислеше само Алфа е антиевропска и лаже. Еве и Телма лаже! И ајде да ги дослушаме лагите. Вписването на българите в Конституцията е преди началото на преговорите е задължително, но недостатъчно условие. Не по-малко важно е да има ясни механизми и измерими критерии за изкореняване на десетилетната политика на дебългаризация, кражба и фалшификация на българската история, за възстановяване на разрушени паметници и знаци на българщината по тези земи, за опазване на българското културно-историческо наследство, за изкореняване на езика на омразата, за реабилитация на всички жертви репресирани само заради това, че са продължили да се наричат българи. Епа добро де, тоа е тоа што и Венко и Денко го велат. Само уставни измени и ништо повеќе. Нема никаков ризик. Плюс она со искоренување на политиката на дебулгаризација и ништо повеќе. И тоа со да се спречела кражбата и фалсификувањето на бугарска историја. Добро и нема ништо друго. И уште добро, и споменици да им направиме и толку. Ништо повеќе од тоа. Луѓе, нема никаков ризик во уставните измени. Кажи бе, Вени, кажи. Ми се крши малку само довербата, ми треба подкрепа. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Кој е ризикот од уставните измени? Зошто крира вештачки непријатели? Грците, бугарите. Ова ми требаше. Фала ти. Радев се пофали
дека цела година ги убедувал европјаните дека треба да си го смениме уставот, бидејќи нема никаков ризик, нели? Нема никаков ризик за нас. Тука година дена се мачал човеков. Година дена ги убедувал Радев, а знаеме дека тој е баш либерален кон Македонија. Не сака, има големо срце за нас. И Венко тоа го знае. И знае затоа дека нема ризик. И се спротивно на ова, предупредувам, е антиевропски став. И не е точно дека Бугарија не блокирала нас или ни ставала вето. Впрочем, убаво си кажа Румен Радев, Македонија сама се блокира на патот кон Европската Унија. Нашата неразумна влада на небањати ВМРО-вчишча намерно не блокира. Не Бугарија, ВМРО блокира. Океј? Тоа го вели Румен Радев. Но тоа го вели Венко, Руменко. Се чудите, така? Не, нели? А Христијан Мицкоски продава бајки дека он се борил за националните интереси. Не, тој е најголемиот предавник што Македонија го видела. Како има тој човек право да го запре патот повеќе деценијски на државата? Од кај му е тоа право? Кој е Христијан Мицкоски да каже не? Каков е тој предавник? Како се они патриоти? Не, предавници се. Неколку пати сум ги кажал, станува збор за Гебелсови методи со кои што ВМРО се служи. И тоа не е чудо, затоа што во минатото соработува со фашистите. Тоа е таа групација и тоа е таа матрица на размислување. Заклучак! Румен Радев и Венко Денко Руменко велат дека не Бугарија, туку Македонија сама се блокира на патот кон ЕУ. Венко Денко Руменко додава дека секој спротивен став на овој бил Гебелсова пропаганда. И не му било ни чудно, бидејќи ВМРО соработувало со фашистите. А овие пак кои ги нарекоа фашистите администратори и личат на адвокати на повампирениот неофашизам кон македонскиот идентитет и народ, тие се слободарите, демократите и европејците. Орвел да јаде ајна. И патем овие имаат решение за сите наши проблеми. Почитувани граѓани, почитувани млади. Ехе, идете бе, полека, полека, кај залета. Ајде, кажи си што имаш да кажиш, ама смирено. Владата на Мицковски не може да се вади со тоа дека нема пари за референдум на кој младите треба да одлучат за својата иднина. Види. И СДС младината сакала референдум, замислете. Со тоа се буди младиот човек на Сабајле. Ајде да има референдум еден за бугари во устав. Колку сте прогресивни. Да бевте уметник, во Алтамира ке цртавте. Ова беше председателот инаку на младината на СДС кој вели не може да нема пари без референдум за бугари во устав. Што прави мало дете пред да излезе навечер, му вика на татко си: тато, дај ми пари за референдум за бугари во устав. Бидејќи СДС се познати дека обожаваат референдуми, нели? Туку толку со председникот на младината, оној на старината. 3 пати на ден бара бугари во устав. Вистинскиот чекор напред се вика уставни измени. Тоа треба да се случи во земја. Го повикувам Христијан Мицкоски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени. Заеднички ја преземаме одговорноста и ја споделуваме одговорноста за спроведување на уставните измени. Искрено не знам дали би помогнали и 2 апчиња на Сабајле или 22, ама 2 може и да помогнат ако се црвено и сино, како во Матриксот. Една гениална сцена која може би ќе ни помогне да го заокружиме овој воведен коментар. Може? Одиме. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Се сеќавате на оваа легендарна сцена каде Морфеус на Нео му нуди 2 апчиња, 2 пилули. Синото апче, сината пилула, тоа е удобната лага. Црвеното, тоа е непријатната вистина. Синото кај нас, во случајов го препорачува доктор Венко Руменко. Го лапаш синото апче, се будиш и викаш: нема проблем, се е нормално, никој не те негира, само техничка измена е во прашање, само уште ова, само бугарите во устав. Нема ризик, европска еднина, верувај ни. Црвеното апче е она, што би рекле ние, небањатото, непријатната вистина. Ова емисија е црвеното апче.
Тоа ти вели. Чекај малку. Ако нема проблем, зошто има вакви услови? Ако не негираат, зошто бараат промена на устав? Ако е само техничко прашање, зошто е блокирана државата? Ако е последен услов, зошто од бугарска страна постојано се појавуваат нови толкувања, нови историски барања, нови јазични формулации, нови објаснувања? Тоа е тој rabbit hole или дупката за која зборува Морфеус. Тоа не е една лага, тоа е систем од лаги. Прво те убедуваат дека нема опасност. Потоа дека опасноста е мала. Потоа дека мора да ја прифатиш. И потоа, ако не ја прифатиш, ти си виновен. И еве што одбра Нео. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Црвеното апче. Секогаш црвеното, пред синото. Зошто? Затоа што СДС и синото апче го нудат следното. Бугарија не го негира македонскиот идентитет. Уставните измени не загрозуваат ништо. Ова е само административен чекор. После ова влегуваме во ЕУ. Нема нови услови. И знаете дека не е така. Знаеме, сме виделе дека не е така. Гледаме сега дека не е така. Во овој стендап имаше 17 примери со слика и тон дека не е така. Македонското апче против нови болести предизвикани од како до сега вирусот е црвеното апче. Грдата вистина која ја гледате тука, бидејќи мора да ја знаете. Како што мора да знаете и друго, дека во овој филмски и филозофски, ако сакате, контекст, матриксот, матрицата не е Бугарија. Матриксот е таа пропаганда од дома на сини апчиња, од надри лекари, која те убедува дека не го гледаш тоа што го гледаш. Ама го гледаш. И тоа е нивниот проблем. А нашиот проблем ќе го решаваме. Чекор по чекор. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со секогаш интересниот и прецизен Љуризим Фаризи. Поканувам да останете со нас, нема да зажалите, гарантирам. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. После бајаги време, по моја вина, еве јавно признавам, но вечер повторно со нас е Љуризим Фаризи, доктор на политички науки. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме добра емисија. Јас сум уверен, да ти кажам право. Сега едно обично во ведните прашања, еве една тајна на занаетот да ти откријам, никогаш не ги планирам, него во моментот ми доаѓаат и сега сакам да те прашам тоа прво прашање што ми падна на памет е дали некогаш си размислувал кога си решил да докторираш на правниот факултет, така или на политички науки? На правен факултет. Како е тоа поделено, не знам. Си размислувал ли некогаш да градиш академска кариера, пример, да бидеш професор? Те привлекувало ли тоа вака или не? Искрено да ви кажам, јас кога сум бил дури среднист, сум имал визија дека кога планираш, пример, старите студии што беа 4 плюс 1 плюс докторска дизертација и сум правил тогаш план на мојот ум дека јас меѓу 27-28 години ќе треба да станам доктор на науки. Од сегогаш ме влечеле или правото или географија, бидејќи во средно училиште сум бил еден од најдобрите во генерацијата во 98-2002 година, јас кога бев среднист, но имајќи во предвид дека со тој смер си малце поограничен. Географија, ако да, во географија, тогаш се одлучив да идам на правен факултет, бидејќи некако ме влечеле тоа, особено правото. Визијата што ми ја даваше татко ми, кога тој работеше во фабриката на времето, сегогаш ме влечеше на тоа дека јас треба да студирам или инженерство, или правен факултет, за да можам еден ден да бидам вработен во таа фабрика, но сепак... Така, тоа ти беше како... Да, сегогаш, бидејќи татко ми сегогаш ме носеше во неговото работно место. Во која фабрика, извини, работел? Во Рудникот, Радуша, или во Јухром порано што беше, едно од најголемите фабрики во Југославија и во Европа. Но
таа веќе не постои, бидејќи ослободителите, односно што не ослободило 2001, сега го имат урнато тоа и го правиле приватен имот, па дури истите сега барат федерализација на државата, имајќи предвид дека тоа го узурпирале и го правиле за себе. Но тоа е друга тема што може да ја еболираме, но после тоа јас 2002 година се запишав на факултет, за 4 години ги завршив моите студии. 2007 година се отвори магистерските студии и тоа ги завршив на време 2009. Но во 2009 и 2011 година немаше докторат кај нас. Нели? Се правеше промена тогаш на од судиите од докторски дизертација, не директно на тема, во докторски студии, што е поновото според Болоња и ЕКТС кредитите. И тогаш се разочарав искрено, бидејќи мислев дека не ќе може по план вака. Не може по план да одам, бидејќи ќе дојде новиот систем плюс 3 години, сега планираш да биде околу 31-2 години. Имав тогаш многу понуди надвор да студирам, но сепак мојата визија беше да бидам доктор на науки на правен факултет во Јустинијан први во Скопје. И за среќа во 2011 се отвори паралелни два система на студирање. Ако си завршил основните студии, односно факултетот и мастерот, можеш да си продолжиш по старата програма. Директно докторска дизертација и можеш да одиш на докторски студии ако си со новиот систем, бидејќи во тој период имаше трансформација на транзиционен период за да се и сега помине. Бидејќи ова случајно ме прашавте. Најслучајно на свет, да. Мене ментор ми беше Татјана Петрушевска. Добро. Професорка, веќе е почината, Бог да ја прости. Кога отидов тамо ми постави два прашања. Не ме знаеше, многу млад, на 26 години тогаш сум бил. И ме прашува: Љулизем, ќе ми кажеш начинот како што сакаш да бидеш у животот, за да знам јас како да постапувам со вас. Добро. И ми кажува: има два различни доктор на науки. Едниот е да им покажуваш на семејството и на роднините дека си доктор на науки, а тоа значи дека ти ќе почнеш да ја пишеш докторската дизертација и ќе ти треба да подпишуваш од оваа книга, па од втората па не е добро, па да се вратиш, тоа ќе ти трае околу 5 до 6 години. Добро. А втората варијанта е, вие имате нешто истражувано, имате читано 150-200 книги, имате визија што треба да пишувате, седнувате, отворате лаптоп, 6 недели до 2 месеци, значи 8 недели, за 2 месеци веќе ја правите првата конструкција на темата. А тоа значи дека во иднина треба да се бавите со науката. Добро. И да ја сакате нејзи, да бидете секогаш во тек. И ме прашува за која варијанта си, за првото или за второто. Јас тогаш памтам дека му имаме одговорено ни за првото, ни за второто. Јас се чудя која е трета варијанта. Се збуни, да. Јас му кажам, 2 години имаше пауза. Јас ја знаев докторската дизертација, темата која треба да ја одработувам. И кажам, одлучив да пишувам секој ден. Така што темата ми е готова. Аха. Бидејќи секој ден си отидев во библиотека, во градската библиотека. И си работиш? И си ја работев, темата да истражував материјали. И јас и претходно имав читано знае во која насока и одлучивме да докторирам на тема донесување на надворешните политички одлуки во државите во транзиција со посебен осврт Република Македонија. Тоа се одлуките што се донесуваат политички, но имат големо значење за државата во меѓународен план, како што ние ги правевме кардиналните грешки во минатото, во смена на знамето, во смена на дури на уставот, во смена на името, сега и одлуките што ги нема, односно донесено да ги ставиме и бугарите во уставот, односно договорот, пошто тоа е спорен со Бугарија. Така што јас мислам дека тие кардинални грешки што денеска, односно во минатото ги правеше државата, тоа веќе јас ги имам анализирано. Што тогаш те мотивира, значи веројатно ги гледаше како грешки и тогаш и сакаше затоа да Па слушај, не само надворешната политика, туку и внатрешната политика во смисла на наоѓање на консензус, бидејќи ние многу е лошо што во целите овој период, а особено
од 2001 ние кога сменивме уставот, ние повеќе го сменивме уставот за да покажеме сила еден на друг, отколку ние да имаме консензус помеѓу себе, за да можеме државата еднаш за секогаш да ја ставиме во прав пат. А тоа значи дека политичките партии, сега зборувам за албанските политички партии, повеќе инвестира да имат силно општество, отколку да имат силна држава. И тоа и ден денеска е присутно од случувањето што се случат во политичката арена во нашата држава. Мислиш да има силна силен општествен набој во свој кампус каде тие ќе ги подпалуваат со тие нивниот фолклор дека сегаш се нападнети условно кажано од македонската политика или од македонскиот народ, за дека треба да им се земат нешто, дека треба да им се невоозможува некое права, а другата страна тие за да можат да исцрпуват легитимитет, односно сила, за да можат утре дента да бидат дел од властта. Тоа е единствената нивна цел. Види, можеби за да суштински за да разбереме некои процеси, еве во разговорот сега, јавноста, јас, со помош на твојата експертиза, искуство, знаење, семејна историја и така натака, а не само да ги коментираме актуелните настани, можеби не е лошо и малце еве пошироко да го фатиме муабетот. Ја спомна 2001 година, јас имав тош 15, ти си имал 17, така, 16-17 години. Да, толку. Годиниве наназад, например, претежно од Бујар Османи сме слушале, кажуваше некои статистики, јас не знам дали се точни, колку се точни, предпоставувам дека дел од нив се точни во однос на системскиот третман врз малцинствата, претежно мислам на албанците од Македонија, во минатото, оној лер од Југославија натака, или тие реформи на уставот кога се 74 и така натака, меѓутоа во однос на застапеноста во институциите, дали имале дали сте имале еднаков пристап до сите ресурси или не, дали тоа важело за сите или не. Она што го памтам бледо уште како дете, кога тогаш почнуваше таа војна, малце пред и по неа, беше дека се случуваа некои процеси, дека имаше некои дека тргна тој процес на легализација на Тетовскиот универзитет, меѓутоа тоа беше прекинато од војната и таа умереност на политичарите како Арбен Џафери, председател тогаше на ДПА, не се сеќам како се викаше на ПДП, председател. Имери. Абдурамен Алити, порано. Така е, точно. После на сцената беше заменета од носителот на воениот плен, ако може така го кажам, Али Ахмети, и тоа трае до ден денес, бидејќи ако не е тој 2 години дел од власта, сепак општествено духот на тој начин на функционирање е присутен. Или, народски кажано, не сум сигурен колку и во Влен се подготвени или во можност да ја променат комплетно парадигмата на функционирање. Во неможност. Така? Бидејќи тоа е првото кај нив. Додиме 25 години наназад. Кратко, не мора да на долги елаборации. Како беше, еве, во твојата средина, ти си од Радуша, во твоето семејство, во твојата околина? Јас имам потекло, но живеам во градот. Од дете живееш во градот? Не, живеам во последните 2-13 години. Добро, но за тогаш сакам да прашам. Но јас се гордеам што сум живеел таму и сум се образовал пред се на една мешана средина. Каков беше амбиентот? Имаше ли таква обесправеност, чувство на сегрегација некаква, или па не, баш во мешана средина ти не си почувствувал ништо од тоа? Па не сме почувствували, бидејќи ние сме била културно, ајде да кажам село, кај сме живеле, било мултиетнички, не сме имале такви проблеми, како што ги имаме пример денес, како што го имате селото, пример, таму процутува наркоманијата, кај децата. Половина од младината се коцката, половина се другираат во село. Така буквално го имат уништено. Ние можеби сега живееме во едно
поотворено општество да се бидејќи имаме можност да се движиме низ Европа и низ светот, бидејќи целата младина излегал надвор од селото и тоа што останало веќе се е скапано таму од причина што лошо се менаџирал, односно стана на политиката и овозможиле секој да се вработа, вклучувајќи тука и полицајците кои имат пример, тоа сакам да го доврзам во тоа време. Јас патам како дете, имаше еден полицајец кој ќе беше тој на смена, пазете, иде овој или оној полицајец и село беше мино. Сега пример имаш можда 20 полицајци од тоа средина, процутува криминалот во селото. Да, парадоксално. Да, тоа е парадоксално, што на некој начин се влијае негативно, особено кон младината. На некој начин ние го уништуваме себе си. Еве ќе ви кажам како пример. Јас кога сум бил у генерација 90-98, кога сум учил во основно, ние сме биле две паралелки, односно 40 деца. Сега, минатата година, 2025-26, ми кажале дека во селото се запишал само 13 деца. Од 40 сме пали на 13. Тоа покажува дека ако идеме по овој тренд, каде младината се иселува и се обидува со такви девијантни појави кај општеството, особено кај младите, се наде во иднина ние не знам дали ќе може да правиме паралелка од 5, 6, 7, 8 деца. Така што тоа е негативен тренд. Тоа е показател за политичарите дека не треба да се замарат со проценти, туку треба да се замарат повеќе, да инвестират во младината, за да имаме ние силна младина, за да можеме да имаме силно општество, а на крај на краишта да имаме силна држава, бидејќи ние правата ги црпаме од страна на државата. Бидејќи бев јас во една дебата, само ќе се вратам пак назад. Слободно. Бев во една дебата кај ние дебатираме со истакнати луѓе во подкасти, добро, по телевизии што изливат, и јас елаборирам основни работи, што е држава и што е власт, бидејќи кај нас се мешат работите, елементите со државата, односно елементите државата со државата. Човекот не може да ме разбере. Дури не е тука, пошто предпоставам дека тој прави калкулации во главата како да се однесува политички да одговори, како менторите им кажуваат, но сепак јас мислам дека ние и по телевизии имаме луѓе кои не знаат основни работи, односно политиката ја имат учено од рекла кажла по кафани и по жилници или од вести. Јас мислам дека политиката е професија која треба да се замара само тие луѓе кои професионално ја знаат, се со цел да достават нови идеи кај граѓаните, а особено бидејќи креират мислење и на некој начин во последен период се гледа дека кај албанците најверојатно бившите ментори и сегашните ментори, односно тие што најверојатно ги имат кеширано многу убаво, сега почнуваат да излеват на виделен како пецурки и се гледа дека вршат на некој начин меѓусебна, односно помеѓу албанците, па и другите нации во државата, прават големи тензии кои може не дека може да ја дестабилизираат државата, може да го дестабилизираат самиот народ, може да ствара мржа помеѓу најголемите две етникуми, па и може и трети етникум, бидејќи цело време тие преку србите се обидуваат да ги потпалат страстите помеѓу албанците и македонците, имајќи предвид, односно правејќи таа пропаганда дека македонците се подканжите на србите, што апсолутно не е тосно. Особено тие се обидуваат на тој начин ако некој од представник од пример од Србија иде тука и прави некоја културна манифестација или ред други активности, одма овие ќе се забават. Но кога ода Еди Рама или Албин Курти кај нас и си прави буквално отварат штабови, никој не кажува ниту еден збор и тоа одма ќе се повика на тоа дека ние сме 30, па 35, па 40, па некои 50%, само ги покачуваат бројките, но реалноста на тоа што го кажав дека од 40 сме пали на 13 деца, тоа е реалноста во Македонија. Јас мислам дека да се навратам на старото. Албанците
не можат да го обвинуваат македонците, односно Македонија, дека биле криви до 1991 година, бидејќи и самите македонци во време на Југославија биле дискриминирани од самиот систем. Можда 74-та да имале право, но имале право на таа Федерација на Југославија, не се однесува на Македонија. Целото тоа лошо талогот на Југославија сакаме да му го фактурираме на Македонија. Тоа не е можно. Така бидејќи се знае историјата како се создала Југославија, па после како се создала, односно нашата независност 91. Можеби ние сме правили грешка во 91, може, но еуфоријата и во времето кога се правеле нели војните во Југославија, може е таа последица ние да правиме држава побрзо, за да не бидеме дел од војната. Ние сме единствената република што се спасимо од тоа. Да. После начинот, можеби референдумот како било прашање, тоа било проблематично, па после го злоупотребиле во старт политичките партии во тоа време, но после доаѓањето на ПДП, на ДП, односно на Армен Џафери, веќе тука почна интелектуалната маса да оди на неговата страна и само што почна државата да оди во правна линија, во шините, 98, 9, 2000-та, тогаш почна албанците да се вработуваат, да се повеќе да имат се отвори штуловите универзитет во тој период. И после 2001 ослободителите, не ослободија, дојдоа и после тоа почна државата да се уне институционално, односно да се узурпира чекор по чекор систематски 22 години, за да на крај да ја уништува тотално во 2024 ние да имаме конклузија, односно да одлучуваме дека вистина државата отишол особено на обратна насока. Така што на нам сега јас ги гледам дури од политичари, аналитичари, креативци на јавното мислење, дека ситуацијата не оди на добро, па некој може би малце подобно не го очекуваме тоа што ни има ветено, но јас во моите јавни излегувања кажувам, добро да, јас да сум бил на место на премиерот, кога ќе влегува во влада, не знам дали се сеќават 2024-та, во владата беше пустош самата градина надвор. Буквално пустош. Во сред лето не работеа климите. Луѓето што имам другари, што работат колеги таму, ми кажат дека климите не работеле. Чаша за вода немало. Замисли, во таа ситуација и кога ти е празна касата, што треба да правиш? Имаш две опции. Или да почнуваш да ја рестартираш државата, или да ја банкротираш државата. Можеби овие сакале, овие се моли да ја фати од почеток, за да после да ја обвинуваат влада дека не е успешна. Но јас да сум бил на место на премиер, би излегол пред граѓани и би кажал: народе, ја крадел државата, или сакате да ја банкротираме, или да стегнеме заби во следниот може 10 години или 20 години. Бидејќи нашиот цек за тие 7 години ќе треба да го платим можда 70 години. Бидејќи тоа не домаќинско работење, некој ќе треба да ја плати. И сега нам ни паднал како генерација тоа да ја платиме, за жал. Но јас секогаш верувам на луѓето кои вистински ја сака државата. Бидејќи ние пред се како граѓани треба да ја сакаме државата, па после иде поред другите работи. Ние во Обединение повеќе го сакаме личниот интерес, фамилијарниот интерес, па после одиме на на правата изолирани од Така што мислам дека после овој период, особено кога се случува војна, многу па после нели Армен Џафери умираше, со тоа умира и неговата идеја. Политички делувано, бидејќи неговата идеја сегаш беше во смисла, бидејќи во тоа време он јавно кажуваше дека овие не се ослободителите на албанците. Односно во тој период ги знаеме неговите ставови. Но знаеш што е најжал? Најжал што Дуи во овие 22 години успее таа идеја да првин да ја разделува, да ги стави под контрола нивниот бив, односно сегашниот лидер Менду Тачи, кој буквално делуваше како трговец поединец
И многу касно свати албанците. Уште делува така. Сега не знам јас ни со кого е. Ево коалиција нели излезе. Па тој ќе се обидува, но јас мислам дека ова ќе му биде последен. Уште ли има 7-8 во Тетово што не верувам да има толку. Можда тоа што се гледаше да ги собирал луѓето, тоа може едно село да ги собираш таму, но тоа не е показател дека може да. Но сегогаш јас мислам дека го имат помогнал само Дуј онда обстанува во политика формално, правно, не дека тој им правеше конкуренција. Да. Но знаеш што е жално? Жално е што сите други после него го воде политиката на Мендутачи. И сега, ако го анализираш од денешен аспект, од призмата, од денешен аспект, ќе видиш дека кој е во власт? Дуј е во опозиција, дело Дуј е во власт. Пак ДПА во опозиција, односно таа идејата на луѓето кои беа со Арбет Џафери. Така што тоа е лошо особено за албанската политика, а и лошо е за државата. Македонците исто брат, тоа се вика клиентелизам. Да. И сега си наоѓаат понтонски мост секогаш како структури што се венчани за некој стол преку која скала да се качат за да си седнат пак во некаков стол. Вчера бил СДС, сега го наоѓа знам од ио влад. Тоа е менталитет на клиентелизмот. Некаде е поистакнат, некаде е помалце истакнат, но лошо е што ние треба да ја пратиме таа сметка. Особено кај младите, пример, јас не гледам некоја голема енергија. Особено кај албанците. Уште се инструментализираат од страна на политичките партии. Постои ли тоа? Сакам сега наредната тема, мислам прости што те прекинувам. Супер си го тераш излагањето, но сакам да дојдеме до верувам дека на добар дел од јавноста не е до крај јасно, пример еве ова последно актуализирање на проблеми од образованието како да се ставени во функција на правење некакви тензии или во превод сега политички кажано, јас со мојата улична школа, ти си доктор на науки, кажем грешам или не грешам, дуи сака да се факторизира особено кај младите и нели кога студентите ќе направат некој не кај младите, преку младите. Преку младите, точно, преку младите и кога нели студентите ќе направат некој движење, тоа е сигнал за општествени промени, успеа секоја чест на тоа да дигнат, не знам колку се, можда 100 души, но и во Тирана и во Приштина најавија, ако сум јас политичка партија со таква идеја, тоа исто да ќе оправам. Значи, тие си тераат по некој план. Прашање каков ќе е одговорот на државата, дали ќе е навремен или не, премиерот најави што најави, но прво прашање. Јас навистина не знам. Дали од оваа година е овој проблем или и лани во мај кога се полагал правосуден испит, ситуацијата била иста, бидејќи лани не видов протести или имало, не сум ги видел. Како сега да се изнедри проблемот од нигде никаде. Како беше во 2023-та? На кој јазик полагаа правосуден испит? Не е спорно полагањето. Спорна е политиката кај нив. Пеки, ама јас да ги исклучиме фактите, па да збориме за политиката. Ме разбираш? На старт. Се слагам, но... Што е проблемот? Ајде. Дуј се навидел 22 години да биде во власт. Да не забораваме дека Дуј кажува дека 2016, дури од 2018 дека крај веќе рамковниот договор е исполнет. Тие не кажува дека е исполнет уставот, туку исполнет рамковниот договор. Тие одат на нешто друго. Тие се повикаат на нешто како нивно да е и дека со тоа тие може да од тогаш почнува државата. Да, дека со тоа почнува и со тоа завршува. И кај албанците е направено таков мит дека ако Ахмети не, албанците нема да постојат. Абе, еден ден ќе умре Али Ахмети на 70, 80, 90, можда 150 години ќе живе, ама еден ден ќе го нема. После тоа што ќе се случи во државата? Не, во последен период кажува американците ќе ја расипат држава. Сега тоа прават. Стварно? Да, во последен период секој што каже луѓе немој да излегуваш веќе по телевизија и појде ќе оваа држава ќе ја снемува за кратко. Така одлучила американците сега. Добро. Тој не може да знаеш што е интересно? Ахмети кога ќе се сретнуваше со некој од лидерите
на светско ниво во смисла со амбасадори, представници на Европска унија, дури како ги објавува како формално. Сега замисли ти кога ќе се сретнува некогаш со некој страски дипломат, 5 дена го вртат по нивните Сега портали. беше во Конгрес, се сликаше таму, нели? Тоест со некој конгресмен. Со некој конгресмен. Сега со некој чувар од амбасада да се сретнува, јас мислам дека ќе го вртат по 2 недели. Така И кога ќе објави таква слика, после се пуштаат муабети, зборене со американците. Не, сега ќе ја расипала државата. Ќе растурира државата. Не може правосудниот испит да се поради тоа да се полага на албански јазик и многу сме уназадале, немам веќе право. Пак сме се вратили во 2001, јас не знам од каде пак ги исцрпаат тие анализи. Тие анализи да бидат, односно да одлучуваш на такво нешто, треба да имаш некој мерен критериум. Тие немаат некој мерен критериум, исто не е сменато. Само што тие политики кои они ги направиле формално, одлуките кои ги направиле формално во минатото, сега изгледат виделина дека не е така. Бидејќи на некој начин тие ги скриеле под тепик и сега излегуваат проблемите што ги имат во реалност. Не само овој, туку во сите можни аспекти. Ние, за да збориме колку тие уништиле државата, ние треба да 100 години да објавуваме секој ден. Така што јас мислам дека тука па е во те вазива самиот влен. Тие немат некој пиар кој може да ги граде политички ставови на таа политичка партија. Тие се во дефанзива. Се чекат таму, како ги нападнуваат, во некои 2-3 дена ќе излеват по некоја пишано соопштение. Ти знаеш некој што излегува на пресконференција од влен? Јас не знам. Го имаше едниот, сега тој веќе е заменик министар, мислам дека во образование. Може би не се договорили уште кој толку веќе, но сепак немаат ли портпарол? Или се споја на 9 мај? Тие се споја, но уште никого не гледаш ти да излегува во не е профункционирано уште на терен. Многу е кај нив тешко да најдат луѓе кои ќе ги Зошто? Оние се плашат кого да извадат. Бидејќи на крај на краишта тие Али да не му го земе или да не е на Али човек инфилтриран? Не, па на некој начин сите јаделе кај него во минатото во иста маса, така што можеби луѓето и не сакаат да излегуваат. Јавно тоа е првин. Второто, не може да најдат може и способни луѓе. Тоа што ги имат проблеми, јас току што го знаеш дека јас првиот после составување на владата во 2024 година во вашата телевизија, односно во за или против, одма после изборите, сум забележил дека, односно сум рекол дека најголемиот проблем е кај влен да најдат луѓе, не дека немат, но тие сакаат да ги стават нивните. Како што во минатото го правеше Ахмети, но Ахмети, пример, разлика од овие, барем најдеше некои 5-6 мина кои се добри оратори, кои се добро образовани на крај на краишта, кои добро манипулират, кои добро многу лажат, но сепак се продавал кај народот. Овие ни првото, ни второто, ни третото го прават. Овие се обидуваат на некој начин да ги бранат другите. Овие не одлучуваат за некој проблем како и плюс излегуваат и дават паушални изјави. Една изјава ќе ја кажат до утре ќе се заврши, денеска се заврши некоја работа, без да се договорат. Јас мислам дека за клучни проблеми во државата не можеш ти паушално да даваш изјави. Туку првин треба да се договараш, пошто ти не си сам во владата таму. Но уште колку грејс период ќе има благодарение на јачината на коалицијата за да се доведат во ред, бидејќи да, факт е, една од политичките задачи на ВМРО пред изборите и по изборите, иако нели кулуарите тука пушта тие кафе муабети, а после избори со Дуи ке коалицира и така натака, не. Мицкоски не му го прости на Али Ахмети однесувањето кон него, кекси, гурабија, од устата ти тече млеко, добро, тече млеко, хајд во опозиција. И сега Влен дојде во прилика да се гради, да се зајакнува, нели, да се презентира како најкредибилен партнер на албанците од Македонија. Уште колку време мислиш дека ќе имаат прилика за тоа, бидејќи, нели, ако изборите се редовни, се во 2028 година, ако не се во 28, можеби ќе се на крај на 27, не знам какви ќе се политичките динамики, но не се толку далеку, знаеш, не се толку далеку.
кај Дуи од друга страна нема некоја значајна рекомпозиција, ако грешам, коригирај ме. Односно, работите се некако статус кво, како што си беа до пред 2 години. Како го оцениш ти, како оцениш динамиката во следниот период? Во следниот период може вака да се каже. Дека Дуи, особено преку протестите на студентите во Македонија, бидејќи протести имаше и во Тирана. Да, и најави и во Приштина. Ама знаеш како поминале? Како? Фијаско има во Тирана. Таму не може да го продават. Што значи ова тоа? политика. Јас бидејќи реков им честитам на идејата. Бидејќи Што значи тоа? Имаше 100 души? Па немаше многу народ. Добро. Без разлика колку души. Ама знаеш што е важно за домашна јавност? Прости. Информацијата. Јас сум конзумент, нели, покрај тоа што работам на телевизија, сега нели јас ти зборувам нешто не гледаат луѓе, така нели јас и ти седиме пред телевизор, гледаме други луѓе. Гледам вести, на вести гледам протести рана, 3-4 говорници, некои пораки и така натака. За суштината може да позборуваме на тие протести, ако ние се зборуваме за позадината и за причината, не за формата, уствари, туку за вистинската суштина. Но викам, еве поддршка од Тиран, утре ќе еве поддршка од Приштина. Може би и конзументите дома тоа го гледаат. Не навлегуваат во бројноста, туку во символиката, што некако им дава до значење. Не знам дали во Приштина ќе успеат и како тоа ќе изгледа, веќе нели Влен се држат добри односи со Албин Курти, а па Дуи од друга страна со Па имаат, сите клиенти имаат, ги имаат овие врските во таа, сега моментално со Еди Рама, Дуи. Колку кај младината, млад човек е бунтовен човек. Океј, ништо спорно тука. Тоа е природата на човекот. И на млад човек лесно е на бунтовниот дух да му наметнеш некоја агенда која што тој нема да ја препознае дека е скриено политичка агенда. Тука рече да бе, јас имам право, зошто јас да не си го полагам правосудниот испит на мојот мајчин јазик. И веројатно ќе има начин, просто во моментов не постои законска можност. Премиерот најави на 24-ти кога држеше говор во Света Софија на зборувајќи за својот јазик, укажувајќи почити за другиот, дека се бара малте, јас така го разбрав, правна форма, како тоа да биде легално, а не да се изигрува и прескокнува законот. Но колку младите луѓе се свесни денес со сета писменост во време на нова технолошка револуција, вештачка интелигенција и така натака, дека може да биде лесно изманипулирани во туги политички агенди. Како ве твојот впечаток е од контактите кои што ги имаш, се движиш постојано низ народот? Не ми треба. Добро, народот тоа е мерило ако имаш контакти, но еве ви уверувам и ви гарантирам, се снима емисијата. Дуи да е во власт, немаш веќе протести од држава. Ама знам тоа. Нема да има веќе протести од држава. Значи, или што зборуваат ние глупости, повторно има тепачки во автобуси. Глупо. Нити имало повторно тепачки во автобуси, нити па немало тепачка во автобус кога Дуи биле на власт. Ама тие се како стабилизатори на системот. Кога тие не се во влада, тогаш како беше денот на знамето првата година, 24-та? 28 ноември или беше така? Или 29? 28 ноември. 2024-та, 28 ноември, тензии, инциденти, реакција на полиција, ама полиција симнува албанско, симнува и српско знаме, не знам, односно си делува по ПС, така. Јас мислам дека 2025-та после локалните декомпресија на енергија, така? Немаше кој да ги мотивира. Немаше кој да ги мотивира. Преска, вие ме прашавте. За тоа зашто Дуи до сега односно зашто до сега младината не правеше протести. Да се навратиме малце. Фала ти. Да, беше тоа прашање. Така е, апсолутно. Апсолутно. Бидејќи е кратко време, да не треба за оваа тема да зборувам, но јас сакам некои други поенти да ги извадам од оваа емисија, може да ќе биде поинтересно за граѓаните. Дуи во 2024 година некако не беше во себе дека е во опозиција. Не можеше да се свести. Му требаше некој време и после некако 3 месеци, 6 месеци после во мај се случија изборите, ќе кажува од септември, па не после пред Нова година, па после Нова година, не пред Рамазан, нели тогаш имаше постовите беа, не после Бајрам и се случија новите локални избори. Не со локалните избори ќе имаме заедно и кога на локални избори изгубија, тогаш кај веќе
падна се, дури и се демотивира клучните луѓе. Сам Бујар Османи изјавуваше дека ќе се тргнам да се рекалибрирам. Тоа значи дека ќе дојде нов лидер во војнина, но сепак се врати бидејќи најверојатно должи кај Ахмети или не знам, тие си знаат своите релации што ги има внатре. Но кај нив падна тоа. И сега тие видоа дека не можат сами, бидејќи самиот народ не може да ги гласи. Истите луѓе 22 години дуи функционира како акционерско друштво внатре. Немојте да мислите дека овие младината внатре сега се рекомпонира таа политичка партија, има нови луѓе се освежувал. Таму сепак стојат луѓе внатре се уште кои се буквално во минатото чисти бандити, кои го има злоупотреба службената положба, но се кријат, бидејќи правдата не може до крај да ги фати, имајќи предвид дека судската власт не е реформирана. Гледате, се уште е кај нас, значи борбата ќе биде најтешко таму, според мене. Но јас мислам дека после 2024 година требаше нова политичка партија да излегува. Од самите млади, не да бидат манипулирани од страна на една политичка партија. Тоа што ги гледаш луѓето во Скопје, пример, што протестира. Ако се сеќаваат првиот протест имаше малце, вториот протест имаше повеќе. Тие така сакат на некој начин, но да не забораваме во вториот протест, тие се мобилизира буквално од ограноците до лидерот на нивната политичка партија, иако тој не беше присутен, мислам дека беше во Косово тој период, намерно за да не се етекират. Но тие луѓе, но ние ги знаеме, ние не живееме во Кина, да сме една милиарда, да не се запознаме, ги знаеме, се знаеме помеѓу себе, не треба ни ги знаеме како кои луѓе бара да се излезе у протест и таму не имаше студенти, имаше и луѓе кои неверојатно не верувам дека некој студира на 70 години во нашата држава или на 60 години. На градежен можеби, ама на правен факултет, не знам, но сега тие за еден замислете почнува протестот како барање за полагање на правосудниот испит на албански јазик, а после тие сватија дека има и други дискриминација од страна, и сега ајде други барања. Значи затоа што ова ќе биде исполнето, ама се бараме друго. Овие не се студентски барања. Овие се веќе политички барања. Политичка платформа, да. Веќе политичка платформа, а кои се но другите треба да излегуваат. Политичка платформа или да имат некое движење нивно, или да кажуваат да идат во штабот на ДУИ и да се сликат заедно таму, прес конференција, веќе ова ни е новата политичка платформа. Кои се другите барања се новите? Се сега барат. Се барат. Сега законот за јазикот им бил крив. А сега што? Сега уште еднаш треба да го донесе. Значи, сега го донеселе сами 2018. Да, ама не. И сега не бил добар. Да. Сега, ако не бил добар, зашто сте го носеле? Законот за венецијанска гимнастика, ќе го праќаме, нема го праќаме цел. Нам не лажело во тој период. Толку имале тие капацитет да манипулира дека носеле закон за албански јазик. И сите знаеле, јас не, но сите знаеле дека има посебен закон за јазици, па во 2024, 5 и 6 да разберат дека еден закон за употреба на јазиците, и дури тогаш, ако се сеќавате, и Курти имаше премиерот, за да се осветат самите албанци дека вистина имал еден закон, бидејќи Ахмет ги ставиле во транс заедно со другите политички партии што беа во коалиција. И сега ме прашувате кај ДУИ, дали имат тие капацитет? Ние не знаме колку има нивниот капацитет, бидејќи тие во парламентарните избори и во локалните избори конкурира како коалиција. И сега веќе таму нема коалиција, нели Зијадин Села излегол, Менду Тачи излегол, како поминува времето, нема веќе вработување од државна администрација, не може да ги контролира општините, бидејќи ги изгуби тоа, сега најверојатно ДУИ ќе почне да падне во како клиентелисти, буквално или како нивни членови, но лошо е што тие имат, лошо е за општеството, си кажам, дека тие имат добар пиар, а вреди нема воопшто па пиар. И тука тие ги верувам дека кај вреди дека им треба време сега на новото рекомпонирање просто да научат како тоа функционира. Иначе од време на време знам да прочитам добри тези и кај нив, но претпоставувам ти би сакал да се пореактивни, побрзи. Ти треба да бидеш пандан на една машинерија на пропаганда како е ДУИ.
тие не се пандан моментално. И сега, како поминеш, знаеш што е лошо сега? Сега ќе дојдат и странците, односно нашите, диаспората ќе се дојде. Сега знаеш колку тие гледат на TikTok тамо, овие протести и мислат дека вистина е така, дека тука нам полицајците македонци дома ни стојат со калашникови, ме разбираш? До кога бе се тие? Да. Така што тие ќе манипулират, бидејќи ќе ги манипулират дополнително сега 98% во кафаните политика се прави. Значи дебата. Да. Еден мој другар кажува дека иде го отворат кафичот, кафаната ранос, пример 6:30 сабале, каже одма овој уште не се расонил кафето, одма за политика си го поснува денот. А тоа знаеш како се прави? Ти го замолуваш газдата или келнерот да во таа општество кај нивото на образованието е ниска, каде стандардот е низок, а на крајштото јас што го истакнувам, каде законот не се применува, тоа е нормално дека цел ден ќе се замара со политика. Лили, но сакам да кажам нешто друго. Ајде, повели. Кај протестите. Добро. Сакам да се вратам за нешто. нешто. Изјава тука само во контекст да ти дадам да до кога со овие муабети Зијадин села, нели? Кој што и едни будали кога протестира во 2017 година со идеја дека ако немаме една лингва франка во Македонија за да функционираме, ние треба да живееме едни со други, туку едни покрај други, така? И тогаш тој даваше галванизирачки изјави, македонците не постоеле пред 100 години и така натака и така натака. Вели, до кога ќе се занимаваме со албанскиот јазик, до кога јазикот што се зборува на оваа земја повеќе од 8000 години не биде целосно рамноправен со јазикот што дошол подосна на оваа територија. Па сега да го прашам. Јас да имам прилика би го прашал добро кога дошол македонскиот за да тргнеме од некаде 8000 години, дали нашиот е пред 5, пред 2000, пред 1000, пред 500, пред 700, пред 300 или пред 100 години, за да ја продолжиме глупавата дебата, бидејќи не знам што рационално може да се дебатира на оваа позиција. Меѓутоа, човек интелектуалец, доктор и така натака, бил градоначалник, председател на партија, пратеник, министер ли бил, не бил, не ни памет. Влада беше. Така, што е ова, бе, мајко мистер? Овој забрал дека бил влада, неколку пати. Забрал дека бил на влада. Сега тој има одговорност или нема одговорност? Први. И втората, неговата теза не издржува, бидејќи во нашата држава е загарантиран со устав, па и со закон. Така е, да. Ништо не е одземно. Тоа што он го има гласано, бидејќи он го има гласано, 2018 мислам дека е донесен закон, последното измена. Да, 18. Јуни. Он самиот нели се фалеше дека го донесот законот за албанскиот јазик, баш не кажуваше дека закон за употреба на јазиците. И сега самиот кажува дека тој закон што сам го донесел, се фалеше цело време, нели? Па и кампањите од 2018 се навамо. И до 24-та немаше ништо, ма до 25-та немаше ништо. Не, ништо сменато. Тој што има гласано во Србија, тоа е истото. Сега, иницијативата во Уставниот суд, што е? Тоа се сосема друга приказна. Тој ниту па е одлучено за тоа. Кој ќе се одлучи може да имаш политички став, но таму не се зборува, може некоја иницијатива, јас можам да инициирам утре да јас и ти да го може укинеме заедно. уставот на државата. Тоа не значи дека иницијатива треба по дефолт да се прифати, а тие спорни прашања што е банкноти, униформа и мислам дека уште едно прашање беше, може тие се спорни, бидејќи и Венецијанската комисија и употребата во судството. Тие се проблематични и тука е проблемот со полагањето на... Да, ма не може Венецијанска еднаш да ни е добра, еднаш да ни е лоша. Нели, или ќе следиме па тие самите го имаат измислено тоа. Самите од тој го имаат. Ама кога одговара... Добро, тие сега тоа се политички ставови и може да ја манипулираат јавноста, бидејќи имаат тој капацитет. Но знаете што е? Сега јас малце ќе бидам, ајде не бидам, не груп, туку да бидам нешто... Немој да си груби, а груп слободно. Груп, да. Никако како него. Барањата, нивното се за правосудниот испит, за да биде на албански јазик. Добро. Тука се води идеја, не дека сакат вистински да го решат проблемот. Бидејќи во една унитарна, ние сме се договориле државата да биде унитарна. Имено. Сега,
Ако сме договориле да биде унитарна, а сега гледам дека експонентите на ДУИ, бивши команданти, сега да ја федерализират 22 години што ја крадели и сега веќе нема што да крадат и сега се враќат на теоријата која никогаш не било нивно, сега украдуват по другите политички партии. Сакат најверојатно сега ние во таа федерализација каде тие ги имат узурпирана местата, односно земјиштето. Сега ние валјда треба во таа федерализација да идеме кај нив да живееме под кирија, претпоставувам дека таа им е нивната цел и да им косиме таму тревата кај нив нашите деца и нашите потомци. Така што јас мислам дека нивните барања се нереални во смисла како треба да се спроведува истото. Бидејќи они не носат решение, они само сакат на албански јазик. И сега ние владата добро кажува Пеки, ќе ја гледаме да ја решиме ситуацијата. Што вие не сте ја решили. И сега како е? Ако сме унитарна држава и ние сме се договориле така да била, законот во уставот за употреба на јазиците како е? Македонскиот јазик и кирилицото писмо е уставен. И јазикот кој го употребат и 20 става и после таму подола јас мислам дека тука е спорно, каде на локално ниво. И сега тука е спорно бидејќи знаеш како е одредено на локално ниво е решено од 2001. И сега. Така. Ако сакаме да решиме во унитарна држава, ние не сме кантонизација. А не би требало. Овие во последно време зошто не употребуваат Швајцарија? Цело време кажа Швајцарија, како Швајцарија, Белгија. Знаеш зошто? Швајцарија кантонот кај францускиот кантон таму не се зборува германски јазик. Кај германскиот кантон таму нема француски јазик и таму се применуваат лесно. Тие живеат во конфедерација, но во кантоните нема двојазичност, има само еден јазик. Во ниво на кантонот на конфедерацијата да, во кантонот не. Во нашата држава 22 се службени јазици. Прво е македонскиот, па после албанскиот јазик, нели? Односно 20, после тоа се. Но ти не можеш само со албанскиот јазик да бидеш, бидејќи кај нас, знаеш што, и функционер кај нас не знае македонски јазик, го стават кај нас, што е тотално грешка за мене. Тој мора да ги знае двајте јазици за да представува пред сите граѓани на држава, бидејќи тој е министер, односно директор на сите. Сега е пример овој што е и сега исчезнат во Тајланд, како се викаше. Во предходната на англиски зборуваше тој за екологија и него името не му го памтам. Па добро, барем тој беше писмен од многу други што беа во политичката сцена во Македонија. Можда не дека јас не го знам воопшто па човекот, но мислам дека тој барем нешто знае. Од тоа става што го имаше, кој Брусел долго време работеше во Брисел. Но без дека тоа политичките капки што се внатре, па сега останува внатре, може чекорите не ги праеше добро политички, имајќи предвид дека тој заборал дека кај нас силата на еден функционер е во зависност на тоа колку имаш седишта во собранието, односно колку имаш претенции во собранието, и овој мудро го имат елиминирано него, како што го елиминираат исто и Фатмир Лимани, кој нема пратеник во собранието, бидејќи на крај на краишта таму се мерат со особено Бадентерот го користуваат во секое поле. Византија се вика тоа, византиски. Замислете сега, тој младиот албанец Бленди Ходај или како се вика? Да, Бленди Ходај. Јас го гледам дека цело време кажува за неправилности што се случуваат во универзитетите низ државата, особено кај албанските. Не кажува цело време. Од 8 мај 2024 навака кажува. Без разлика. Сум имал некои интеракции, нешто зема да ме врега некој подкаст на Ирла, таму не знам. Не е важно, сега само слушајте. Од 2024 и во 2025 да почнувал. Не дека имам нешто лично, но сакам да кажам како концепт. Тој објавува во протести, никој не излегува. Никој од студентите не излегува и да кажува да бе во Тетовскиот универзитет имал проблем или во другите универзитети и да протестират за нивните лични барања. И сега протестират за правосуден испит на албански јазик, како на нив да те разбирам. Да имал нешто загарантирано, па сега му е укинато. Никогаш не им било сега зборувам за концепти, не зборувам за разбирам. Може тој беше и на протест. Мислам дека беше и тој лично на протест, така што мислам дека требаше многу порано да излегува. Сега добро, тој е помлад, сега не знам која генерација, но јас ги гледам. Се дружеше со Ковачевски, со Заев, имал прилика тој да спроведува што му е агенда. Како концепт го кажувам. Тој иманата година кажуваше дека зошто не излегува тие на протести.
Или порано има и другите. Зашто тој па тие представителите на студентите таму не гледаат дека се унапредуваат професори или се вработуваат членови на семејство на политичкиот лидер и на другите таму. Но сега, ако гледаш, ние сегаш зборуваме за квантитет и за инат. Не зборуваме за квалитет. Сега дојдеме до друга ситуација што јас сакам да кажам. Да ги носиш у школа децата у градинка се со познатство ги запишуваат. У основно училиште сакат сите со петки. Замислите, вработуваат партиски војници, учители, и сега јас имам другари, ми кажуваат ќе земам годишен одмор у јуни, од 1 јуни. Добро, ќе одиш на одмор? Не бе, да одам јас у школо да ургирам. Детето 5 кецови, он сака одлично да биде на крај на годината. И сега, јас се прашувам, како може детето со кецови да ти биде одличен? Или со двојки да ти биде одличен? Ти го деморализираш детето што вистински учи у школото. И сега, тој цела година учи детето и го гледаш синот на бившиот функционер на сегашниот и ти ургира и сака да го помине одличен. А собственото дете го учиш дека постои полесен пат до усредно успех. Усредно исто со познатство на факултет, особено на албанските, зашто дека ги молат сега, не само приватните универзитети, и државните универзитети ги молат да идат да се запишат. Да, јас сум тамо, знаеш, ќе ти помине детето и се 9-ки, 10-ки. Блазе везе нема ни со право, ни со другите области. Не дека сите одредени да учат, но знаеш што прават? Ове тие последните ги прават. Сега тој вистински може да учи за 9-ка, 10-ка, не е важна оценката, за мене многу е важно знаењето што ги има. И сега он што не може да поминува на седа 8-ца, 9-ка. Не е важно оценките, но утредента кај нас по тој основ се мериш кога сакаш да напредуваш. Не на приватниот бизнис, пошто на приватниот бизнис треба да имаш знаење. Да. И после нормално магистрираш, докторираш, па станеш професор. И сега имајќи овие критериуми што ги имаме моментално, и сега се поставува прашањето, јас да сум, имаме друга понуда. За да не мислите дека сте дискриминирани, ама вистина го имаме. Со устав да им загарантираме на албанците право на школување, право на дипломи и право на вработување. Да е уставна категорија. Уставна категорија. Се родиш дете и гарантирано ти е дека ќе бидеш државно вработен. Не. Се родиш. Добро. По автоматски тебе се ти следуваат. Не треба да одиш воопшто во школа. Си седиш дома, ти да иде порака, твоето дете е запишено прваче. Не треба да одиш у школа. Си седиш дома, детето дома. Не треба да одиш, зашто да трошиме тогаш енергија ние за да ги носиме децата у школа. Ако на ваков начин се однесуват, под дефолт. После иде време на средно. Ти идат на порака. Во кое средно образование сакаш да го пишеш? Медицина. Так. Дипломата после 4 години дома. После 4 години на факултет. Кој факултет го сакаш, тоа. И на крај и тие алтернативни, односно што треба да ги дават испитите како правосудни и ред други испити, и на крај што ќе прават. Еве пример, ќе го прави на албански јазик. Ова беше малце на шега, но ова е вистината, тоа што оние го барат реално. И сега елитите, да, дел од елитите, политичките елити. Да. И сега, за да не кажам дека сме дискриминирани, дај да им даваме по согласно устав да се загарантира да се. Ќе најде тој зашто да продава приказна дискриминација. Сега. Замислете, има завршен правен факултет. Добро. И ќе иде, пошто јас знам многу луѓе што имаат завршено правен факултет и што имаат завршени правосуден испит. На македонски јазик го имаат, да. Син му наталат кога полагаше пред да доврши факултет? На кој јазик? Добро, тој беше од другата класа на луѓе во државата. Тоа не беше со народот. Не беше тогаш јазикот проблем? Не беше јазикот за него проблем. Добро, шукер. Бидејќи тогаш беше у власт, кога си у власт треба да ги знаеш двата јазица не се проблематични, дури само службено македонски да. Ама кога си опозиција па треба да правиш проблеми после. Сега. Јас знам многу правници. Јас знам многу правници што имаат и правосуден испит, кои работат во градежништво, во кафани или во странство. И сега, ти во ова унитарна држава, ако не знаеш македонски јазик, ако не е спорно тоа дека ќе го полагат, пошто знаете што е спорно тука? Спорно е
Колку комисии ќе имаме? Бидејќи државата признава унитарност, како ќе ги ставиш комисија албанци и македонци, како ќе полага он? Сега ако се пример, не знам колку се членови, ако тројца, има тој таму предмети, јас немам полага. 5 да речеме, ева нека се, да. Кога ќе влегуваш 5 македонци на албанци, како ти ќе? Сега ќе преведуваме? Дозволи една паралела. Да. За уставен суд со оние глупости барање, во уставниот суд да имало по етнички клуч да се бираат уставни суди. Тоа ниво ни Америка не функционирала така. Таму има закон за нели во врска со позитивната дискриминација и препораки, ама не е тоа на ниво на закон отелотворено. И сега овдека вика уставниот суд мора да има, еве, колку да има 25,17, 35, 42, не знам, измисли број, кај 36% да бидат албанци. Имаш 9 судии. Замисли да си од мешан брак. Сега морам со ваков вулгарен пример, ама ево ако си од мешан брак, мајка албанка, татко македонец или обрат. Градоначалникот на Кичево има жена албанка, неговото дете ако стане уставен судија. Како ќе го броиме? Ќе му броиме крвни зрнца за да направиме пресметка, број на ќе мора, не знам, еритроцити, леукоцити за да определиме. И нели е тоа? Не, ќе го извадиме на телевизија, ќе го слушаме за кого пцуе повеќе, дали албанците или македонците, така ќе одлучуваме или како ќе ја правиме пропаганда, така како ќе ни одговара. И ќе треба ли некој од нив барем да има војна влаинка, бидејќи власите се 10.000 во Македонија. И ако немаш војна влаинка, не може да влезеш, извини. Па сега ако го смениме уставот, да ги ставиме бугари, хрвати, египтјани, норвежани, французи, брег на слонова коска, јас и нив би ги ставил за да направиме разлика меѓу македонците и жителите на брегот на слоновата коска, бидејќи СДС така вела дека се правило разлика меѓу народите. Еве сиве да ги ставиме. Може уставниот суд да озголемиме на 400 судии да има уставни, за секој да си најде по клуч. Ние треба да бидеме рационални. Благодарам. Ние треба да бидеме рационални и една за секојаш. За тоа треба значи да употребиме рацио, така во нашата држава треба да се игра само согласно законот и само согласно квалитетот. Ние ако немаме квалитет, што е важно дали судијата е албанец или македонец на крајот? Ама апсолутно. Пошто тој што дели правда таму, тој дели правда. Правдата ниту е на македонски, ниту е на албански, ниту е на српски, ниту на влашки, не знам и другите јазици. Значи, многу е важно човек кој ќе биде на функција. Слушајте, во последен период, мора да го кажам, од лично искуство ќе ви кажувам. Сета слобода на светот. Јас кога одам, некогаш сум вклучен, заради работата што ја вршам, сум вклучен, јас сакам реформи и сакам мојата визија што имам, во мојот дел што го работам секојдневно, тоа што ми е работа, да се вклучам во тие комисии за да можам да давам мој придонес. Па јас во последен период, јас не гледам албанци во комисиите. Па во министерствата, во комисии за правење закони за политики, градење така натаму. За стратегии на Па во министерството кај се албанци. Јас не гледам министер албанец. Јас не гледам албанци дека идат во тие комисиите. Тоа значи дека нема квалитет. Кај се тие албанци? Протестират? Зашто да протестират? Кај те ги нема во политиките. Јас одам пример 50 луѓе внатре, ниту еден албанец. 20 луѓе, ниту еден албанец. 30 луѓе, ниту еден. Па кај се тие албанци? Па нели сакат да сме еднакви? А зашто па не дават мислење таму да дојдат да дават мислење? Кај се? По партиски штабови си седат таму. Ние една за секој. Зборуваш за комисии на доброволна основа, не делегирани од доброволна така, што може да одиш и да не во доброволна сега во самата институција. Како што одиш ти? Слушай, ти ако си експерт внатре во твојата институција, ти под дефолт ќе те носат некаде. Да, разбирам. Океј. За да расчистиме. Да, расчистиме, да. Сега кај се тие албанците? Кој ги ограничува таму? Идам јас 30 луѓе, некаде еден албанец, два, другите никогу. Сега може да видиш таму Срби двајца, тројца, босанец таму има, има од другите етнички заедници, албанци ги нема. Сега спрашуваш, а каде се тие 30% ние што ги кажуваме дека се во нашата, кај се тие луѓе? Тоа покажува дека ние немаме квалитет. Ние треба да бидеме реални и треба да се бориме сите заедно. Нашите идеи да ги ставиме во платформа, но за заедничка држава, не за лични калкулации на одредени политички партии. Благодарам. Мислам,
се подпишувам за Знаете се што? каже. Знаете што? Ние 8-9 минути до крај. Ние треба да сфатиме дека државата е првата. Сега ние сме во Република Македонија. Некогаш порано немал држави. Знаете како било 400-500 години. Јас сме живееле во 4 различни држави, нели? СФРЈ, Народна република Македонија, можда или социјалистичка, не знам како, социјалистичка република Македонија, па Република Македонија и денеска во Северџанистан политички реално. Може би утре ќе живееме во ЕУ. Можда формално зборам за правниот субјект, за правниот субјект. Ние субјект. сме живееле во исто општество и во Како вика, исто на држава. Балкан на исто место живееш ти, а фактички во 5 држави ти се менуваат во текот на живот. Знаете што е? Ние мора да имаме држава. Во целиот свет борбата не е за нација. Борбата е за држава. Ние мораме да имаме првин држава. Да, нацијата, да, постои. Нацијата произлегува. Да. Ама ти знаеш дека има нации низ држави, низ светот што немаат држави и што? Народи, да, што немаат држави. Курдите, на пример. И што, ако се нација? Кога немаш ти држава. Ние мора да ја чуваме државата. И мора да се бориме она да се крене. Не да ја крадеме, да ја плячкаме. Цело време ние ја крадеме и ја плячкаме. Но за да ја чуваме, прво треба да се смени во себе си, во нашиот менталитет. Знаеш што беше порано? После 2001 година. Бидејќи беше Саламадијана, знаеш како беше кај нас. Албанците. Нека ја крадат. Алал нека им е. Абе крадат нашите, нека ја крадат македонците 50 години ја крадат, зашто да не крадеме и ние сега? И се колку? Ако крадат тие 50, тие треба да чекат, да не крадат ние 50 да чекаме, да крадеме и да бидеме равноправни. И сега, зашто овие па го крадат, па и ние да го крадеме и вака цело време ја крадеме. Јас мислам дека сите заедно треба да се бидеме сплотени и еднаш за секогаш да одлучиме критериумите да важат. Многу е важно луѓето кои не застапуваат, тоа е многу важно и волјата на самите политички лидери што е. Јас мислам дека сега, моментално, без разлика што влен или вреди, може да немат квалитет. Но многу е добро што во овој период нема некои големи афери. Се видело во минатото? Цело време имаше секој ден афери. Да, сега нема афери. Да, може и немат квалитет. Може уште се пребројуваат меѓу себе. Сега претпоставувам дека со два лидери малце ќе биде подобро. Не дека нема да има фракции внатре, одма. Во едно семејство кај има две шефови, тоа тешко делува и во таа политичка партија. Но за да страстите да паднат во тамит, за да може да функционира како една политичка партија, две лидери. Добро. Ќе видиме. Сега за сега толку. Нема афери, да, реално. Не, толку како политичка партија, само се изберат тие раководство на таа политичка партија и сега да видиме реформите внатре што ќе има, кои луѓе. Но нема време, тоа што го кажавте вие. Но многу е важно да се каже дека сега во овој период 2 години веќе помина пола мандат. Да. Нема афери. Ние помина секој ден афери. И знаеш што е интересно? Мора да кажам за ова влада и разликата. Ние во минатото секој ден премиерот ќе го видиш во влада даваше пресконференции. Некогаш ќе го видиш некаде надвор, случајно некаде, во некоја мала уличка. Сега Мицкоски не е влезен во влада, да. Сега не е влезен, цело време од терен не е тоа вратен. покажува да. овие две клучни елементи што ги кажав, дека афери нема. Пошто овие да има афери секој ден ќе излезуваат по 15 пати у телевизија. И вториот момент, тоа што владата работи, тоа покажува дека сме на правен пат. Дали ќе биде тешко? Да, ќе биде тешко и дополнително проблемите што го имаме во надворешната политика, која не е последица на нашата политика, туку е последица на луѓе кои ја злоупотребиле власта за лични интереси. 5 минути до крај би те замолил, ајде го прескочивме Артем Груби, ова емисија може само да го поздравиме, се надеваме дека му е убаво и пријатно во топлината на домот, дека добро се храни и така натака, дека го чува здравието и дека вежба се да одржи физичката кондиција. Ќе го ставиме за следен пат, бидејќи сакам да го искористам твоето присуство тука во неколку минути да ми искоментираш за ова, според мене, не, Монти Пајтон е нити Монти Пајтон, нити Бунјуел, нити Салвадор Дали, надреализмот како правец не може да искрепи една ваква ингениозност како барањето за референдум на СДС за бугари во Устав, луѓето што се познати како убици на референдуми, кои што тотално не ги интересира гласот на народот, се бараат референдум за
промена на уставот, те молам, еве, искрено, објективно, без оглед каков е мојот став, нели, твое гледиште како граѓанин на Македонија, човек на кој, нели, и за твојот живот и твојата иднина и на твоето семејство зависи што ќе се случува со процесите поврзани со Македонија на патот кон ЕУ. Знаете што, ова прашање вие што ми го поставувате, јас не очекував да ми го поставувате ова прашање. Сакав да го кажам некогаш пред изборите кои ќе се случуваат, но вие многу пред време. Сега кратко вака може Да. и после ќе го повториме, не бери гајли. Бугарите не треба да барат промена на уставот и да ги вметнуваат бугарите во уставот. Политички сега кажувам ова. Знаете зошто? Веќе имате една политичка партија во бугарска во наша држава, само треба МТ на крај да го трнува. Тоа што ВМРО допомна цело време, па и вие кажат СДС и МТ да го трнуват, бидејќи реално тие треба да го трнуват, бидејќи го сменили името и така не би требало да биде согласно уставот, знаете, во нашата држава. И реално тие како ние да имаме бугарска политичка партија во Македонија, дури да се чудиш. Да. И сега јас дури се чудам, не можам да верувам дека тие ги имат политичките барања што ги има буквално Румен Радев. Ти го гледаш пример Венко Филипче, ти мислиш дека Румен Радев дава изјави. Бара тоа што буквално Бугарија, замисле, Бугарија не бара толку колку што бара нашата опозиција во македонската опозиција, условно кажано, од СДСМ. Тоа дури ме чуди. Јас не знам дали таму внатре има луѓе кои вистина ја сака државата. Тоа не значи дека ние бугарите ќе ги ставиме во устав. Јас и во минатото имам кажано дека многу дури вие имавте една мисија пред една недела или како беше? Каде ги анализиравте буквално бугарските ставови што ги имат. Да, ние ќе ги ставиме бугарите во уставот. Но ако има луѓе со, бидејќи тука јас сакав да кажам, ние мора да размислиме во иднина, една за секој за државата. Знаете зошто? Според мене, јас мислам дека ние треба да решиме со колку сме, толку сме. Колку ја сака држава, дали се 100.000, 200.000, 300.000 македонци, 500, милион, милион и пол, да знаеме колку. Да имаме едно државјанство. Јас сум за опцијата едно државјанство. Граѓански устав? Едно државјанство. Само македонско државјанство да се признава. Ти, братче, сакаш бугарско државјанство? Така е во Бугарија, така е во Грција. Разбирам. Еден пасош. Добро. Па ти не можеш да земеш пасош ако немаш државјанство. Така е. Нели? Разбирам. Едно државјанство, па да се преброиме колку сме, толку да се знае точно кој е. Знаете зошто? Ако ги ставиме бугарите во уставот, и ќе почнеме преговорите со Европска унија. Една минута само, извини. Европска унија. Да. Ќе дојде ситуација, кластерот, јавна администрација. Така е. И тој ќе колку имате вработени бугари во... И утре дента ќе конкурира некој и ќе излезе тамо, јас бугарски пашош дискриминирам како ние. Или ќе ти бара квота од 20%, 10%, 16% уствари. Ќе ти ја дигне ручната и ќе каже, слушај, јас имам, ти ги имат информации колку бугарски пашоши, да, и ќе покалува 10, 15, 16%, нели бара тие? 16 бара, да. Пресметаа дека се... И после, 230. Кога ќе почне да... сега чекај, ние сегаме и Бадентер тамо во собранието, па една веќе политичката партија има. Тоа го зборували во парламент, јас сега не можам сите изјави да ги пренесувам, но го зборували во парламентот. Тие цело време барат консензус, а на другата страна ги имат политичките барања од страна на Бугарија. Ние не можеме да имаме политички консензус, односно национален консензус, врз основа на политичките барања што ги има Бугарија. Но има добар сојузник во СДС-то, ќе видиме како ќе се развива таа приказна. Но јас мислам дека граѓаните им дадоа еднаш одговор, претпоставам дека и во следните избори така ќе биде. Љулјузим Фаризи, благодарам на одвоеното време, секојаш уживање се разговара со тебе и едве чекам да се видиме следен пат. Ви благодарам за поканата. Сегош ми е чест да бидам во вашата емисија и во вашата телевизија пред се. Поздрав до сите граѓани кои не следат до долговечерните часови. Се гледаме следниот пат. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. До следната недела стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци како мојот вечерашен ценет гостин. Добра ноќ, Македонија, главата горе.